Кожарците и текстилците и понатаму на просјачки стап, платите им се на половина од просечните. На крајот од месецот овие работници дома си одат со одвај 11.800, односно 13.000 денари, што е за 2 пати помалку од статистички пресметаната плата во државата која изнесува 22.300 денари. Платите се катастрофа. Не ми се избори за нив, оти работи за цел месец, а дома несе само за 5 дена. Платата е за 2 пати помала од просечната, но дури за 3 пати пониска од просечната потрошувачка кошница, која за потребите на семејство од 4 члена е пресметана на 32.000 денари. Какви 32.000? Тие пари за 3 месеца не ги зимаме. Зошто во овие сектори платите се толку ниски? Економско образложение има. Ниско акумулативна гранка која само вработува работна сила и повеќе има социјални, да речеме, аспекти на работењето отколку чисто економски. Друго битно што Македонија како подрачје е мало, како економски простор, не зборуваме географски или територијален, туку како економски простор е премногу мала да може сама да организира една економија која би давала подобри ефекти. Но ова малку им значи на работниците кои за својот труд сакаат повеќе пари, имали шанси ниф и да ги добијат. Но таа плата мора да биде адекватна на продуктивност. Ние само со зголемена продуктивност може да зголемиме таа плата. Инаку, светскиот пазар нема да ни дозволи на нас 400 и 500 евра нето плата во текстилот, ако не ја зголемиме продуктивноста. Во тој случај единствено што ни останува е да ги затвориме фабриките. Инаку во кожарскиот и текстилниот сектор во Македонија работат околу 60.000 работници или 42% од вкупно вработените во индустријата, кои лани реализирале 16,6% од вкупниот македонски извоз. На ниво на регион, нивниот број е околу 12.000.